На последната владина седница донесена е одлука да се пролонгира рокот за поднесување барања за легализација на диво изградени објекти, а исто така пролонгиран и рокот за доставување на документи изработени на геодетски елаборати. Меѓутоа, што се предвидуваат новите законски измени, повеќе од министерот за транспорт и врски Мисајловски. Господин добро вечер, кажете ми што предвидуваат законските измени донесени последно утврдени? Да, благодарам. Ние на последната владина седница донесовме неколку крупни измени за граѓаните, односно по барање на граѓаните. Започнавме со реализација на нов закон кој помина во владина процедура, очекувам дека сега ќе биде во собрание. Се работи за три крупни работи што ги променив, односно имаме нов период за нови барања. Се работи за периодот од до 31 март 2016 година, фактички нов рок за поднесување на барање за легализирање на објекти. Ова значи останува исто за оние објекти што се изградени до 3 март 2011 година, но имаат шанса во наредните месеци да достават ново барање. Исто така крупна работа е што го зголемуваме периодот, односно даваме нова можност за нови елаборати. Сите оние граѓани што немаат доставени до сега елаборат, зборам за оние претходни барања што ги имаат доставени, имаат можност да достават нови елаборати, односно да ги изготват до крајот на 2016 година. Додека оние сите што ќе аплицираат во наредните месеци, односно во рокот што е предвиден до 31 март 2016 година, ќе имаат можност да достават елаборати до крајот на 2017 година. Така да ја даваме можноста и на старите оние барања што поднеле, така и на овие што ќе достават нови барања, да имаат можност на време да ги направат сите елаборати за да си го завршат делот во легализација на своите објекти, што е крупна промена и што граѓаните најмногу го бара овој сегмент. Исто така и трета најважна работа е што може да се легализираат бесправни објекти на изградено приватно земјиште. Ова беше големо барање на... Ова беше конкретно барање од кој идевме на посета на граѓаните, односно на терен кога бевме. Сите граѓани кажуваат дека имаат проблем бидејќи изградиле своји објекти, односно своји домови пред 20 на години, тоа било на државно земјиште, но немаат можност како тој објект да се го легализираат. Сега ние отвараме можноста, односно пред во изминатиот период во минатото они да изградиле на државно земјиште, тоа е клучно, и потоа по некој основ земјиштето било вратено во приватна сопственост на некој друг. Утврдуваме како и на кој начин тие ќе може да си го легализираат својот објект. Што значи дека правиме многу позитивни мерки и очекувам дека граѓаните ќе бидат задоволни, но доколку има и нови барања, има нови моменти и доколку пратениците и со нови амандмани побараат нешто за допрецизирање или за нешто подобро на граѓаните, ќе го разгледаме и мислам дека би го прифатиле само да е во корист на граѓаните. Така, како тече процесот на легализација, општините дали редовно се извршуваат обврските, исто така и катастар? Да, одлично иде процесот. До сега имаме преку 75% реализација, но повторно ќе кажам бидејќи имаше многу голем наплив на елаборати и дел од геодетските фирми не можеа да постигнат во определен рок и дел од граѓаните не можеа да ги достават. Затоа и оваа можност да го зголемиме рокот, а јас сум задоволен бидејќи до сега преку 75% процесот е успешен. Тоа значи дека даваме уште една можност за сите оние кои го немаат остварено своето право во наредниот период да го остварат. Така, цената останува иста? Останува иста, се е како претходно. Така, мислам, благодарам што бевте гостин во вестите на Канал 5.